И младо и старо, лекари и инженери, мунтери, дзидари, програмери, архитекти, килнери, шанкери, работници. Цели семејства масовно се иселуваат од земјава. Последните статистики од Евростат покажуваат оти само лани од Македонија се иселиле над 24.000 луѓе, поголемиот дел во Германија. Во оваа бројка не влегуваат оние што заминале во прекуокеанските држави. Причините за ваквиот тренд се многобројни, но клучен е стандардот, велат граѓаните. Зошто се иселува? За подобар живот. Повисоки плати примаат и тука е најбитно тоа. Перспективите за успех во животот се по-реални во Европа. Од убавина не си одат. Според вас кој е најголемиот проблем зошто бараат подобар живот во странство? Па овде немаат екзистенција малите. Секој по својата струка. Од надвор има кај што комуницираат со нив, ги побаруваат. Одат заради екзистенција. Па затоа што е подобро во странство. Државите се посредени, све е посредено, све функционира, овдека е кога ништо да не функционира. Јас живеам во Лондон више 35 години, сега сум тука на одмор. Проблемот е покомплексен, вели социологот Илија Ацевски, и оценува, оти граѓаните се во така наречена морална паника, па затоа иселувањето се одвива забрзано. Македонија е пред се мала, неразвиена економски, сиромашна земја, која последниве колку 20 и повеќе години во перманентна криза која сега дури би рекол една кулминација на една морална паника, веќе ги зафаќа оние сегменти на таа криза кои што длабоко навлегуваат во вредностите на човековиот живот. Ако имаат повисоки примања, граѓаните ќе останат во своето родно место, подвлекува Ацевски и додава. Создавањето на реална шанса за живот, која засега изостанува, би ја променила состојбата. Пред се во оној дел на економскиот, мислам на создавање реални шанси за вработување и поголема заработувачка. Ако јас си живеам подобро на 2 часа со авионот од Скопје, да земам 3-4 пати повисока плата, тоаш нема веројатно други причини кои ќе ме спречат да не заминам од државата. За сега, владата нема конкретна стратегија за надминување на демографскиот колапс. Паветувањата испишани во владината програма за живот остануваат само на хартија. На страницата 127 од истата пишува оти целта е справување со младинската невработеност, како главна причина за масовното иселување на младите и одливот на мозоци од држава. Просечната плата од 30.000 денари не е ни на повидок, а ниту пак останатите ветувања од владината предизборна програма. Си ги сакате децата во Македонија. Поддржете го овој план и во оваа држава ќе има живот. Живот за сите!